Нафта и дрва за огрев има во доволни количини за престојното второ полугодие за сите училишта во Тетово. Направени се сите подготовки, а тендерите за набавка се завршени уште во октомври, пред почетокот на грејната сезона, информираат од секторот за јавни дејности. Ние како дел од менаџментот во образовниот процес во склоп на нашите надлежности ги направивме сите наши подготовки за да училиштето максимално подготвено ги ја прешеткаат зимата и сите училишта да бидат снабдени во време со нафта и со дрва. Во некои училишта, например во шапанинските села, тие и пред почетокот на грејната сезона беа снабдени со дрва и со нафта, имајќи ги предвид временските услови, зашто таму може да се случи некогаш и за време на месец септември да бидат температури пониски од оние што се нормални за одвивање на наставата. Значи, не сме имале никакви поплаки за време на првата полугодие, ниту од страна на родителите, ниту од страна на учениците, ниту од страна на училиштава, дека нешто не е во ред. Сите информации што сме ги имали и сите нашето присуство и нашиот надзор во училиштето го покажа тоа дека за време на првото полугодие се беше во ред со грејењето на училиштава. Годинава нови тендери има за превоз за ученици од селата до средните училишта во градов. Компаниите ќе бидат должни навремено и непречено да ги пренесуваат учениците. За ова година, 2014 година, тендерот за транспорт на ученици е при крај, така да ова недела привршуваат сите поставки за превозот на ученици во 2014 година и училиштава веќе со почетокот на второто полугодие значи ќе биде обезбеден транспортот и компанијата која што ќе ги превезува учениците за 2014 година. Најавите за реновирање на бараките во кои настава седат учениците од Тетовската гимназија за време на зимскиот распуст останаа нереализирани. Неофицијално 2.700.000 денари се обезбедени преку Министерството за образование за целосна обнова на бараките, но работите се уште не се почнати.